Земјоделие дава пари за отворање на преработувачки капацитети и опремување на веќе постојните. Станува збор за средства кои се дел од ИПАРД 2 програмата, а со кои им се овозможува на фирмите и на земјоделските задруги кои ќе инвестираат во вакви капацитети да добијат поврат на половина од вложените средства. Само за првиот повик од ИПАРД 2 програмата, објавен минатата година, до денеска се склучени близу 940 договори во износ од близу 18 милиони евра, што е повеќе од целиот програмски период на ИПАРД 1 заедно на претходни 12 објавени повици. Крајниот рок за поднесување на барањата е 14 јануари 2019 година, а вкупната финансиска поддршка во рамките на овој јавен повик е над 13,2 милиони евра. Само со развој на домашните земјоделски стопанства, домашните агрокомпании може да постигнеме зголемено производство, пласман на домашниот труд и девизен прилив од извозот на домашните производи. Оваа мерка се однесува на инвестиции во преработувачки капацитети за млеко и млечни производи, месо и производи од месо, вклучително јајце и живина, овошји и зеленчук, житарици, мелнички продукти и скроп, растителни производи и маснотии од животни, шира, вино и оцет, како и производство на енергија преку погони за преработка и производи од животни од примарната и секундарната биомаса, со исклучок на биомаса од рибни производ. Дополнително финансиската поддршка се зголемува за 10% доколку се работи за инвестиции во згради или опрема, чие што намена е да се подобри енергетската ефикасност или третман на отпадна вода. Сепак прашање е колкав ќе биде интересот, зашто бројот на фирми во регионот кои се занимаваат со преработување не е голем. Повеќето од земјоделците и стопанствата се одлучуваат за откуп на произведеното, отколку за негова преработка. На ниво на држава има 7800 регистрирани преработувачки капацитети, што е само 11% од вкупниот број на фирми.